Богат и Оерген што бил многу скржав. Чита Александар Станојков. Еден богат ерген бил многу скржав и од големата скржавштина негова не можеше да се ожени, чунки бараше невеста што да не јади и жива да биди. Имало една девојка и таа застарена, и никој ја неќел да ја земи, чунки била едно застарена и друго сиромашка. Чула за ергено што бил скржав и барал невеста што да не јади и жива да бидит. Наставила неколцина пријатели да го мажат ергено за да ја земит неја. Одаде, одонаде, беа го надлагале и беа му ја дале девојката што да не јади лепѓоа. Од која ја зел скржавиот невестата, неколку дни со ред ич не ја видел да јади леп. Бреја канил, бреја молил за да ја види, али јајт, арно, ама таа ѓаол беше, ти ќе се криеше и јадеше без тој да ја видит. Си ведал, како што сакав така ја погодив. Ако јадеше леп ќе ме осиромашеш и одмака ќе умрев на живот. Отишол едно утро в чаршија по работа скржајот и едно излегол од порта надвор, курдисала невестата тавата на огнот и направила питулица токмо 3 табаци. Не знам што му потребало да скржајот да си земите од дома и дошол, такоа влегол дома, ја нашол невестата си кај си јади питулици и свикал по неа. Мори, лели велеше леп, јас не јадам, што е ова сега ти што јадиш? Ова не е леп бре домаќине, ами питулици се што јадам, му рекла невестата. Ами зошто 3 табаци си направила, мори домаќинко? Ја рекол. Едниот за мене, другиот за тебе, третиот за татка. Се едно по 3 ќе правам домаќине, поеќе не е чаре да направам. Море зборуј арно домаќинко, ја рекол. Јас те седов и леп да не јадиш, а не питулици по 3 табаци да јадиш. Арно лошо домаќине, тоа ти е. Еден за мене, друг за тебе, третиот за татка. По толку ќе правам катаен, му рекла. Леле, јас сиромав ме запусти, со сила ќе ме умршај ќе умрам. Друго чаре не бидот. Тоа рекол скржајо и легнал да умира. Кажи му, жено, и речи инаку. Демек, да речи дека не прави питулици, да речи дека нема да јаде. Оти, сега ќе умрам за чудо големо. Едниот за мене, другиот за тебе, третиот за татка, му рекла. Лели така, брговика и луѓоти ќе умрам, ја рекол. Пошла таа и викнала луѓе да го закопаат. Пак ја прашал дали ќе правит питулици. Таа пак така му рекла. Распрати луѓе, едни по гроб да му ископаат, друзи по ќур да му напрати, сето азар му го сториле. Жено, што велиш сега, да умирам? Али ќе речиш поинаку? Едниот за мене, другиот за тебе, третиот за татка, му рекла. Ајде, браќа, кревајте ме, му рекол на луѓето што и повикал, и носете ме на гробишта. Го однесоа на гробишта и го оставија на едната страна од гробот. Бори жено, ќе речиш али да ме клаат во гробо сега? Домаќине. И се наведила да го цели во образ и му шепнала во. Еден за мене, еден за тебе, третиот за татка. И дал вик по луѓето, брго бре, врлете ме в гроб, лели било така. Го пуштиле во гробо и пак ја прашал жената си дали ќе речи поинаку, али не ќе речет. Пак таа така му рекла. Заповедал на луѓето да му клаат капакот на него и да го закопаат. Пред да му го клаја капакот, ја викнал жената си и ја рекол, речи му жено поинаку ти за чудо жив ќе лежам в земи. Немој домаќине, што ќе сториш? Еве ќе речам, само ти да не се закопаш жив земи. Еден за мене, друг за тебе и треќ за татка. Лели, така, ја рекол, врлај ми ти прво земја и закопајте ме. Наврлија земја и го закопаа жив, само една дупка беше му оставила колку да се диши и од дупката го прашала, али саќаш домаќине да те откопам? Сакам домаќинко, ами ако речиш поинаку. Еве ќе речам бре домаќине, само ти да не умриш. Еден за мене, друг за тебе, треќ за татка. Бегај од тука, Порано нека умрам, одошто така ми велиш за да ме запустиш, лели сакаш да јадиш.
Од кога виде жената оти умират мажот ја и од што си мислел тој назад не остал, го оставила и си ошла дома. Утрото беше се нажалило малку и отишла да види дали умре мажот ја, дали уште е жив. Домаќине, што велиш, али сакаш да те откопам? Сакам, домаќинко, ја рекол. Туку ако речиш поинаку. Еве да речам бре домаќине, туку ти да не умираш, јас сакам еден табак питулици ќе правам за мене, еден за тебе и еден за татка. Лели, вели, така пак вели жена, сега ќе си умрам и да не гледам која ќе јадиш. Тоа изустил и душа пуштил. Си остана жената да му јади на скржаје стоката.